Секојдневие што не наликува на живот, туку на преживување. Секое станување од кревет му е борба со болест што со години исцрпува. Секое движење напор, а секоја вечер се претвора во неизвестност и страф од иднината што секојдневно го притиска. Приказната на Стефан Ивановиќ, кој целиот свој живот се бори со церебрална парализа, состојба што го ограничува неговото движење и го истоштува, е срцепарателна. Живее сам во стан што не е негов, без семејство, без сигурност, без постојана грижа и со минимални социјални средства што ги добива од државата за преживување. Сега моментално со болеста ми е доста подобрена од првиот третман соматичен кој го направи во Киев. Претходно има спазми, гушење, такви работи. Има доста потешкоти, меѓутоа не се предал мете. Стефан не бил од секогаш сам. До пред неколку години за него се грижала неговата мајка, но по нејзината смрт и неговиот живот се распаднал. Со надеж дека ќе ја подобри својата состојба, тој направил храбар, но очајнички чекор. Го продал својот стан за да замине на лекување во Киев, каде што примил терапија со матични клетки. Но средствата не биле доволни за целосно лекување и тој бил принуден да се врати назад. Неговото моментално живеалиште го добил од купувачот на неговиот стан, но бараките треба да се срушат. Неговиот страв дека наскоро може да остане на улица, како што минува времето, станува се поголем. Рокот за останување истекува, а до март, ако не се најде решение, може да остане и без дом. И дека сум сместен во една просторија што ми даде купувачот, што ми го купи станот, и дека јас го продав станот поради да се обидам, да го подобрам своето здравје, а исто така сум без родител, мајка ми почина 2019 година, останав сам. За храна, за такви работи, одам по цркви, така, по народни кујни, се хранам. Ова ќе се сруши, ја немам каде да живеам, немам дом, немам каде да живеам, го продав станот поради лекување. Така мораше да се случи. Барам дом, немам. Денес Стефан бара дом и лекување. Шанса за да ја продолжи својата терапија, што му дала надеж дека може да биде подобро. Од Министерството за социјална политика, демографија и млади на доставеното прашање потврдија дека Стефан Ивановиќ е корисник на социјални услуги. Во врска со вашите прашања ви информираме дека лицето СИ е корисник на следните права и услуги од системот на социјална заштита. Гарантирана минимална помош 8167 денари, право на надоместок за помош и нега од друго лице 6092 денари, корисник на социјална услуга лична асистенција преку службата за пречки. Стефан не е единствениот ваков случај. Во државата има и други лица со попреченост кои се соочуваат со предизвици во обезбедувањето соодветно домување, континуирана здравствена грижа и финансиска стабилност. Во Македонија постојат законски можности за поддршка на оваа категорија граѓани преку социјални станови, финансиска помош и здравствени услуги, а случаите се разгледуваат по утврдени процедури. Во меѓувреме, Стефан апелира до сите хумани граѓани кои се во можност да му помогнат да најде живеалиште, како и да донираат средства за да може да го продолжи својот третман на страната на pavelandreev.org.